Добар ден. Следуваат минути за неделна хроника. Емисија во која издвојуваме значајни настани кои ја одбележаа минатата недела. Меѓу останатите содржини ќе имате можност да погледнете и две кратки интервјуа. Добитничката на наградата Роман на годината ќе ни го открие патот до успешно напишан роман, а ќе ви ги представим и активностите на неформалната организација на Точак. На самиот почеток на емисијата ви информираме за новата фитнес зона која за 3 месеци ќе биде пуштена во употреба во општина Карпаш. Во општина Карпаш денеска започна со изградба нова фитнес зона, која според најавите ќе биде завршена за околу 3 месеци. Како што информираше градоначалникот Стефан Богоев, фитнес зоната ќе се гради во соработка со Агенцијата за млади и спорт, а локацијата е избрана за да представува контраудар на оние кои во вечерните часови се собира и го уништуваа некогашното детско игралиште. Фитнес зоната ќе содржи 8 справи за вежбање, од кои една ќе биде намената за лицата со посебни потреби и ќе чини приближно 2 милиони денари. Оваа фитнес зона ќе има 8 справи и една справа за лица со попреченост, односно лица со хендикеп, и ќе биде направена по сите светски стандарди. Таа ја лоцираме овде во Карпош 4, во еден дел кој што го планираме и како општина целосна зона за рекреација, а кој што досега за жал беше запуштен и предизвикуваше собирања во ноќните часови на луѓе кои што не треба да бидат тука. Сега го возвраќаме ударот директно со спорт и рекреација и фитнес на оваа зона. Исто така апелирам и до граѓаните, оваа фитнес зона која наскоро ќе биде ставена во функција, да се чува, за да не бидеме приморани ние како општинска власт и полицијата да санкционираме несовесни граѓани кои што би наштетиле. Ова ќе користи на сите луѓе од сите генерации и сите старосни групи кои што сакаат здраво да живеат и сакаат да спортуваат. Желбата да се помогне во најтешките моменти на оние на кои најмногу им треба помош е благородна човечка особина, всушност какво што е и крводарителството. За среќа, голем е бројот на вакви луѓе кои несебично ја даруваат својата крв за да спасат човечки живот. Општина Газибаба и Црвениот крст со доделување благодарници им се заблагодарија на редовните крводарители за добрите дела за кои нема цена. Општина Газибаба и Општинската организација на Црвениот крст Газибаба им доделија плакети и благодарници на повеќе кратните дарители на крв на крводарителните акции во Општина Газибаба. Со ова се одбележа денот на крводарителството. Плакети и благодарници беа доделени на лица кои дарувале крв над 25 пати, над 75 пати и повеќе од 100 пати. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој воедно е и крводарител и досега има дарувано крв 29 пати, истакна дека планираната бројка за собрани крвни единици за изминатата година е надмината за 56%, односно од планирани 2835 единици крв собрани се 4439 единици и дека како општина ќе продолжат и понатаму да ги мотивираат своите граѓани што помасовно да учествуваат на крводарителните акции. Во општинската организација Црвен крст е надминат годинашниот план во нивна добра организација. Од предвидените 2835 единици крв имаат собрано 4439 единици крв, што е за 56% повеќе или планот исполнет за вкупно 156%. Со мотивација, организација на луѓето, сите добронамерни кои што учествуваат во општинската организација во општина Газибаба и понатаму ќе ги мотивираме и работните организации и поединците до оваа хумана мисија на луѓето каде што даруваат сопствена крв да спасат живот без разлика на нивната вера, вероисповест и жителство во Република Македонија ќе продолжиме и понатаму. Општина Газибаба е втора општина во Република Македонија по општина центар по бројот на собрани крвни единици и како најдобро организирана општинска организација на Црвениот крст во делот на дарување крв. Професор доктор Петар Христов, председател на Општинската организација на Црвениот крст Газибаба, кој досега дарувал крв 95 пати, изрази благодарност и им порача на крводарителите да продолжат со оваа активност. Денешниот ден беше прилика да се дадат признанијата за сите оние кои оствариле резултати, кои дале крв над 25 пати, 50, 100 и така натаму. И се надеваме дека, а и убедени сме,
дека оваа активност ќе продолжи, бидејќи претходната година планот беше со многу единици надфрлен. Мотото ни е и досега беше и ќе биде да навреме обезбедиме здрава крв, да се обслужат сите болни на кои им е потребна, крвта да ги чека болните, а не обратно болните да ја чекат крвта. На територија на општина Газибаба има над 5000 активни крводарители, а од нив 2500 крводарители активно даруваат крв 2 пати годишно. Но радува фактот што секоја година има и нови крводарители. Од општина Газибаба се стилиме во општина Ѓорче Петров. Таму интензивно се работи на реконструкција на старите детски и спортски игралишта. Општина Ѓорче Петров интензивно работи на реконструкција на детските и спортските игралишта на територијата на општината. Изминатиот период заврши реконструкцијата на детското игралиште во село Никиштане, при што беше извршено обојадисување на елементите на игралиштата, а се она што е дотраено беше заменето. Со реконструкцијата е опфатена и оградата на игралиштата. На истата локација санирани се штетите и на спортското игралиште, со што просторот е оспособен за рекреација на младите. Покрај игралиштата во Никиштане, реконструирани се и детските игралишта на улиците Шицка, ке старата полициска станица и на Македонска природба. Реконструкцијата, како што информираат од општината, опфатила замена на реквизитите и бојадисување. Акцијата за реконструкција, според локалните власти, продолжи и во средното училиште Коча Рацин, каде што се отстранети таблите на старите кошеви на игралиштето. Поставени се целосно нови со што игралиштето за баскет повторно може да се користи. Од Ѓорче Петров најавуваат континуитет на акцијата за реконструкција на детските и спортските игралишта во сите населени места во општината. Во продолжение ќе дознаете нешто повеќе за првиот годишен форум на градоначалници кој се одржа во организација на Мировниот корпус на САД во Македонија и Министерството за локална самоуправа. Прв годишен форум на градоначалници по повод отворањето на повикот за аплицирање за волонтер во 2018 година се одржа денеска во организација на Мировниот корпус на САД во Македонија и Министерството за локална самоуправа. Волонтерите од Мировниот корпус, кои поседуваат широк спектар на знаење и вештини за менаџмент, консултантски услуги, информатичка технологија и управување со отпад, повеќе од 20 години предаваат заедно со наставниците, работат со локалните невладини организации и членови на заедницата и соработуваат со општините и другите јавни институции. Директорот на Мировниот корпус Марк Ханафин истакна дека досега над 700 волонтери биле во 43 општини, а секоја година доаѓаат нови 50 волонтери. За таа цел отворена нов повик за апликација за училишта, општини, граѓански здруженија и дневни центри за лица со посебни потреби кои се заинтересирани да соработуваат со волонтерите. Рокот за аплицирање трае до 27 април. Currently there are about 100 volunteers in Macedonia. Во моментот имаме околу 100 волонтери кои што живеат во Македонија. Тие поминуваат низ многу ригорозен тренинг, обука, каде што учат за јазикот на македонски и албански јазик и други обуки, и после тоа работат во многу градови и села низ Македонија. Секоја година добиваме по прилично околу 50 нови волонтери кои што живеат во Македонија по 2 години со така. Значи волонтерите обично се од може да бидат од 22 години до 70 и тие претежно се во места надвор од Скопје. Значи во села и во градови се трудиме да биде тоа што по рурални места. Значи волонтерите носат со себе разно искуство и знаења и тие може да помогат многу во напишување грантови, работење со проекти, работење со невладини организации и разни други работи. Джеймс Дин, еден од волонтерите кои своите едукативни активности ги пренесува во Пробиштип, истакна дека многу е сака Македонија и семејството Алексовски како го е сместен, а најубавиот спомен од Македонија му е правењето ајвар. Джеймс Дин е магистер по јавна администрација и има искуство со пишување грантови, и тоа е во Македонија за да помага на заедницата за да ги реализира незините цели и да најдат корисни решенија. Живеам со семејството Алексови. Јас сум задоволен зашто сум
примен како член во нив на тоа семејство. Со нив јас го учам македонскиот јазик и култура. Мојот омилен споменен за времето поминато тука е правење ајвар со мојата фамилија во Есен. Мојата камшика каже дека нашиот ајвар ќе биде најубав, бидејќи ние правевме, беше правен во најдобро друштво со многу смежни случаи и со малку ракија исто така. Дел од работата што ја правам како волонтер во Кучува, напишав 2 проекти со цел младите да учат лидерски вештини. Овие се јавен говор, поставување на цели и SWOT анализи. По завршувањето на проектот, тие ќе направат летен камп во градот за околу 50 млади луѓе. И бидејќи повеќе грантови од Европска унија и ембасадите се на англиски јазик, јас ги преведувам грантовите и пишувам краток опис за нив. И друг приоритет од општината е да обезбеди курсови по странски јазици. Јас имам курс по англиски јазик безплатно за граѓаните. Министерот за локална самоуправа истакна дека волонтерите кои преку мировниот корпус се во Македонија се во директна комуникација со локалната самоуправа, а како знак на успешна соработка беше доделена и специјална награда на Министерството. Од 2005 година волонтерите од Соединетите Американски држави во соработка со Министерството за локална самоуправа преку Програмата за развој на заедниците се во директна комуникација со локалните самоуправи и заеднички ги договарат активностите во општините. Благодарение на нивната посветеност се организирани многу курсеви за изучување на англискиот јазик, се реализирани еден голем број на хуманитарни активности во директна соработка со граѓанскиот сектор. И покрај проблемот со енормното загадување на воздухот во Скопје, се уште е многу мал бројот на луѓе кои велосипедот го користат како превозно средство, освен за рекреација. Од друга страна пак, не би било фер да ги обвиниме граѓаните за одлуката со автомобил да стигнат до своите работни места, училишта и факултети, ако се зема во предвид лошата патна инфраструктура. Во средата во Скопје преку едночасовна акција на крстосницата на булеварите Партизански одреди и 8 септември. Организацијата на Точак се обиде да ја подигне свеста кај јавноста и да ги повикаат институциите да обезбедат алтернативни велосипедски и пешачки премени, кога се изведуваат градежни зафати. На оваа тема разговараме со Дарко Арсовски од неформалната организација на Точак. Се наоѓаме на булеварот Партизански одреди, каде во средата преку едночасовна акција неформалната организација на Точак се обиде да ја подигне свеста кај јавноста и да ги повикаат институциите да обезбедат пешачки и велосипедски премини токму во близина на местата каде што се изведуваат градежни зафати. На оваа тема разговараме денеска со Дарко Арсовски од неформалната организација на Точак. Најнапред, здраво Дарко, и благодарам што се согласи да бидеш дел од нашиот разговор, од нашата емисија. Здраво од мене и фала што ме поканивте на вако хубав ден, на вако хубава локација да разговараме на оваа тема. Така, токму како што посочив пред малку во најавата, локацијата е намерно и наменски избрана да им покажеме на нашите гледачи што се случуваше во средата вечерта токму на ова место, како помина целиот тој настан, што се случуваше, дали имаше заинтересираност од велосипедистите, дали ве поддржаа? Па, пред се би кажал дека акцијата не беше организирана само од велосипедисти, не беа само велосипедисти тука имаше и пешаци, бидејќи моменталниот проблем ги опфаќа сите учесници во сообраќајот. Во средата бевме од 6 до 6, не, од 5 до 5 и пол, значи 17:30 на оваа локација тука, каде што моментално се копа велосипедската патека 5-6 месеци веќе наназад и каде што немаше никакво обележување како се заобиколи просторот што се копа, бидејќи таму не може да поминуваат велосипедистите, тие беа приморани да изберат или да идат на коловоз каде што има автобуси, брзи возила, или да идат меѓу пешаците на десната страна, каде што повторно е во конфликт со некој и немаат безбедност за обиколување на пречката. Ние бевме тука собрани за да покажеме како треба да изгледа за временна градба, едно за обиколување
пешаци велосипедисти облечени во зелени флуоресцентни лечиња, кои што изгледаат како столпчиња што изгледаат рефлектирачки, направија едно заобиколување околу дупката, фатени за рака, и дозволија на точаците да заобиколат дупката и повторно се качат на патеката, без при тоа да се во конфликт со колите или пак со пешаците. Така, оно што секако би интересирало јавноста, дали кога ги организирате овие настани, активности наидувате на разбирање од институциите, односно дали го привлекувате нивното внимание и дали потоа тие реагираат соодветно на оно што вие го барате од нив и апелирате? Интересно е пример. Конкретно оваа акција ја правиме прв пат на локација што веќе 6 месеци се копа. Пред тоа, ако се гледа позади мене, има една, нели ќе речам, пречка и знак кој што ги насочува велосипедистите да идат десно кај пешачката. Последниве 6 месеци таа пречка беше ставена кај дупката, а немаше никаков знак кој што ги известува велосипедистите да заобиколат. Иако не е ово одлично решение, го направија откога направивме ние акцијата. Значи, тие кои што изведуваат овде кај изреагираа на нашиот настан, но не треба тоа да го прават. Треба они независно од нас да имаат законска регулатива која што ги ограничува сите кои што изведуваат, независно дали е тоа работа на велосипедска патека или на пешачка или на коловоз или пак на фасада и со тоа пречат на пешаците, мора секој што изведува да биде законски обврзан да направи некакво заобиколување на просторот кој што иначе би се користел за наливите групи, пешаци, велосипедисти, луѓе во инвалидски колички, пешачки колички и слично. Така, токму и на оваа локација, како што самиот споменавте, по вашата здружување Прослава, добро. Веднаш се постави овој знак кој што може да го забележи и нашата камера за насочување, всушност каде треба да возат велосипедистите. Меѓутоа, имате ли некакви сознанија каква е состојбата со останатите локации низ градот? Знаеме сите дека во Скопје навистина на секој чикор нешто се гради. Дали е исто и на други места? Еве можеби еден апел до надлежните, до институциите, до МВР да постават знаци таму каде што ги нема? Да не почнам да набројувам колку булевари се раскопани, колку патеки се раскопани, колку има дупки и не се раскопани. Пред се Скопје Велоград се работи на големо, има 4 или 5 булевари кои што имаат ископани патеки, кои што имаат чакал или земја и нема никаде обележување кај треба се движи тој што е со велосипед како да заобиколи. И не треба само знаци, туку треба и столпчиња или пак некакви пречки што ќе ги спречуваат колите да удират во точаците, што за да избегнат работата на патот се смињаат долу на коловозот. Да набројам неколку, на Ѓорче Петров се копа, Партизанска се копа, делот околу Рамстор, Кочарацини булевар, Климент Охридски, сите тие патеки се раскопани тоа со месеци веќе, значи тоа е кај Олимписки исто така. И нема никаде знак како треба се движи пешакот и велосипедистот за да не оди во таа небезбедна подрачје каде што има раскопани патеки. Така, и можеби ова ќе биде добар апел до сите кои што ќе ја гледат нашата емисија да се запрашаат дали постапуваат правилно и дали навистина се грижат за безбедноста на велосипедистите и пешаците. И би сакала да додадам и тие што гледаат кои што не се во градските власти или кои што не се во изведувачите, значи обичните луѓе кои што секој ден пешачат и точак возат таму, ако гледат дека нешто не се изведува како што треба, да пишат допис, пријава, мејл до тие кои што мислат дека го изведуваат тоа, ве молиме за наша безбедност да поставите знак. Ако еден напише малце, ако напишат 5-10 луѓе, ќе види таа компанија дека тој знак не е скап и дека треба да го постави бидејќи сепак и своето реноме го дига и се покажува дека се грижи за луѓето што поминуваат на тој простор. Имате вие исто така и други акции, навистина сте актуелни, постојано нешто се случува. Може ли да ни кажете од каде црпите оваа мотивација, оваа енергија и да ни кажете нешто повеќе за самите акции? Прво ќе кажам енергијата од каде црпиме? Од Скопје. Во Скопје го сакаме, тука сме растени, тука сакаме да живееме, знаеме како може да изгледа и знаеме како изгледа. И не ни се допаѓа како изгледа. Гледаме како се прави на други места и како може да се подобри, затоа работиме и ние. Иначе кажете организација, не сме организација, ние сме неформално здружение. Обични луѓе кои што мислат дека знаат како треба да се прави нешто и ги мотивираме другите да го направат како што треба тоа. Акции спомнавме, па пред себе спомнал критична маса, која што веќе 71 месец, возиме секоја последна среда во месецот од 5:30, значи сега ќе биде, не знам точно кој ден му доаѓа, последната среда во месецот на плоштад Македонија од 17:30. Независно од тоа имаме акции како Car Free Day во одредени мали општини, кај што колите повеќе пречат на пешаците и на околу градинки, околу школи.
имаше сега пред месец дена Winter Back to Work Day, зимски ден, каде што луѓето се мотивира и се охрабрува меѓу себе да возат точаци, институциите го поддржа некои началници и самите компании и кафичи даваат дадени бенефиции за тие што возат точак баш преку зима, да ги постават луѓето дека барем Скопје лесно се вози преку цела година. Истични такви акции правиме последниве 5,5 години цело време. Еве, може ли да ни кажете со какви потешкоти и дали се соочувате со потешкоти при возењето велосипед? Во Скопје има потешкоти за возење точак во Скопје. Не се толку страшни, ама сепак постојат. Например, би ги набројал пред се судирот со другите учесници во сообраќајот, каде што нема безбедни патеки, значи дали се коли, дали се пешаци, дали се автобуски станици на самите велосипедски патеки, каде што пешаците кои што качуваат на автобус се повторно во судир со велосипедистите, па дали се знаци на патот, дали се дупки, дали се раскопани патеки, несменет асфалт патеки, многу ги има. Дали неслејани рабници кога се приклучуваме на некоја велосипедска патека, дали се многу оштри Пристапите, да, пристапите. Посебно институциите кои треба не достигна паркинзи на одредени локации или пак на јавни простори како паркови, како плоштади, недоволно паркинзи каде што има прилично многу ги има, да. Така, значи има многу што да се работи за да се подобри целата состојба со велосипедизмот, меѓутоа претпоставам дека тоа вас не ве демотивира затоа што денеска на ова закажано интервју дојдовте со велосипед. Секогаш возите велосипед? Да, 365 дена во годината. Значи не ве свршуваат ниту временските услови, ниту состојбата на патиштата, ништо. Не, ама ни Скопје нема некои си драстични временски услови што би спречиле. Имавме 2-3 дена снег само и тој снег што беше не беше толку страшен. Као нема зашто не се вози преку цела година. Така, навистина еве убаво е да се забележи дека и во Скопје има такви ентузијасти кои што сакаат да возат велосипед и убаво е да го следат вашиот пример и останатите, би имале помалку метеж во сообраќајот и нели помало загадување на воздухот. Она што веќе подолго време се најавува, Скопје велоград, еден проект кој што како што кажав долго време се најавува, се работи на истиот, дали очекувате дека кога конечно ќе се реализира ќе се подобрат работите? Па вака, Скопје велоград, ако не се лажам, од 2014 година се работи, значи веќе 4 години се работи на него и во овие 4 години се реализирани моја груба проценка, некои си 25 до 30% од него, а требаше биде готов од 2017. Во вие 30% што се промени велосипедските патеки, тоа се некои си, да речеме 20 на километри, може кажам дека драстично се смени, барем користењето на нив. Тоа се делот кај Континентал, значи целото Александар Македонски булевар или Инденска, делот Партизанска, делот Јане Сандански. Значи барем на тој дел, на тие неколку делници, драстично многу се има сменето и самото користење на точакот и комуникацијата меѓу пешаците, точаците и колите. Каде што има безбедни патеки, многу повеќе се користи. И може да приметиме дека во овие 4 години се има драстично зголемено бројот на користење на точаци. Луѓето кои што порано биле демотивирани поради истите причини што ја кажав преска, кои што беа многу повеќе, сега го користат точакот и за идење на работа, и за приватни активности, кино, театар, што иде. Така, еве, кога веќе спомнавте дека се зголемува бројот на велосипедисти, дали се зголемува и бројот на оние кои што ја посетуваат секоја критична маса која што ја кажавте, која што организирате еднаш во месецот? Па да, расте бројот нормално. Сега 71 месец се организира, тоа се 5,5 години. Варира бројот од повеќе до помалце. Во пролет, например, има најголем број, во зима има најмалце, но цело време се менјаат луѓето и секој пат има некој ново лице кое што претходно не се качило и после тоа ги мотивира другите околу него да дојдат и да го користат точакот на различни пригоди секојдневно. Може ли да ни кажеш околу возраста, кој ви е највозрастниот член и кој е најмалиот? Имаш ли нека таква информација? Сега се мислам, во првите критични нива се мислам 5-та или 6-та, одредена компанија Dragon Custom, тоа се баш така да ги спомнам бидејќи мислам дека добро направија. Тие реставрираат точаци, дава одредени поклончиња за најстариот и најмладиот член. Ако добро памтам, 70 и нешто годишен маж беше тогаш таму и он доби кожни рачки и најмалото дете што беше таму беше возено од неговиот родител, па беше неколку месеци или една година. Значи, луѓе кои што се родители си доаѓаат своите дечиња, дали на гепек, дали на точак позади тандем што возат, или пак дечињата сами мали точак до него возат и уживаат, учат градот во поинакви услови. Така, еве некаде пред крајот на разговорот сме би сакала и еден апел од тебе до нашите гледачи и до сите велосипедисти, пешаци или пак возачи на автомобили кои што би сакале во иднина да бидат возачи на велосипед. Па вака, пред се кажам на сите учесници на сообраќајот, независно дали се во точак, на точак, во кола, пешки, во јавен превоз, да го почитуваме другиот, независно на кое средство сме и другиот исто сака да стигне некаде кај што сакаме стигнеме, кај што ние сакаме стигнеме на наша. Со почит, во добар сообраќај, во сообраќање, кога се обраќаме едни на други,
самиот сообраќај е подобро и подобар и самите ние подобро стигаме до кај што сакаме, поведри, порасположени, побрзо. А ако сакаат да го сменат своето превозно средство, сега е совршено време, иде пролет, може сега да се почне, ќе видат дека градот Скопје, иако има пречки за возење во него, не се толку големи бидејќи самата ведрина која што ни ја пружа точакот не дозволува да ги забравиме тие работи и со мерак да стигнеме на другата локација. А во Скопје барем на кратките локации се стига и побрзо, и побезбедно, и порасположено. Так, супер. Дарко, јас ти благодарам за разговорот, за издвоеното време и се надевам дека со овие информации кои што ги споделивме, ќе ги мотивираме нашите гледачи во еднина да станат и тие велосипедисти. И јас се надевам. Тоа беше разговорот со Дарко Арсовски од неформалната организација На Точак. Пешаци и велосипедисти во координација со Сдруженијето На Точак денеска преку едночасовна акција на крстосницата на булеварите Партизански одреди и 8 септември ќе се обидат да ја подигнат свеста кај јавноста и да ги повикаат институциите да обезбедат алтернативни велосипедски и пешачки премини кога се изведуваат градежни работи. Учесниците во акцијата со жив штит кај крстосницата кај градишното училиште Здравко Цвитковски, каде се изведува градежен зафат, ќе се обидат да обезбедат безбеден премин за пешаците и велосипедистите преку оваа критична точка. Мотивот за акцијата, саркастично насловена Национален ден на немање безбедна патека при градба, е долгогодишниот проблем на необезбедување на алтернативни премини за корисниците на пешачките и велосипедските патеки при изведување на градежни работи. Честопати при градежните интервенции се случува овие патеки да се блокираат целосно и во време траење од неколку месеци, без при тоа да се обезбеди алтернатива за движење во тој дел на патеките, велат организаторите. Според нив, ваквите ситуации ги доведуваат во опасност пешаците и велосипедистите, а државата нема правилници за оваа проблематика. Македонската опера и балет ја представи годишната програма, како и програмата за предстојните мајски оперски вечери. 46-тите мајски оперски вечери на 9 мај ќе бидат отворени со премиерна изведба на оперската представа Боеми од Джакомо Пучини. Оперски и балетски премиери, изведба на традиционална музика од државите кои имаат амбасади во Македонија, гостувања, хорски концерти и настапи низ градовите, најави новиот ВД директор на Македонската опера и балет Ќазим Асотиќ. Директорот Асотиќ рече дека 46-тите мајски оперски вечери на 9 мај ќе бидат отворени со премиерна изведба на оперската представа Боеми од Джакомо Пучини. Ке има и гости од Босанската опера и балет, Народно позориште Сарајево, кои на 22 мај ќе ја изведат представата Змај од Босне. За мајски оперски вечери планираме да го испочитуваме големиот автор Пучини и затоа сме во припрема на Боеми како премиерно издание со нашиот шеф-диригент Мартин Енги од Италија, со наша екипа. Значи, нашите ресурси ги користиме за премиерата. Значи, целите мајски оперски вечери ги се концентрираме на Пучини, кој е 160 години од раѓањето на големиот мајстор на оперската уметност. На 18 април се подготвува балетската представа на Либер Танго. Во декември се планира премиера на балетската представа Ана Каренина. Ке организираат и музички серијали под мотото Земјите низ песна, а во рамки на тој проект ке се обидат да им приредат на љубителите на убавата музика незаборавни вечери со песни од одредена земја. Асотиќ е во план да им даде можности на уметниците од хорот да учествуваат како солисти на одредени концерти, што ќе се одржуваат низ другите градови и во Скопје. Да ги испочитувам колегите од хорската уметност, значи нашите колеги од хорот, да правиме и самостојни концерти, оперски, хорски концерти, каде што самостојно ќе настапуваат. И на нашата сцена, меѓутоа, низ Републиката. Интенцијата тоа да го направиме надвор од државата. Во однос на класични оперски арии, можеби национални дела, и можеби некои помодерни аранжмани. Битно е да се афирмира хорот како самостојна единка. Се надевам дека ќе бидат пресреќни и моите колеги, меѓутоа и публиката ќе биде премногу задоволна во однос на хорската уметност кај нас.
Асоти ќе додаде дека Македонската опера и балет планира да направи и ов програми, тематски вечери како Ноќ со, на чиј репертоар ќе се најдат преработки од врвни музички поп и рок звезди. Пред Нова година МОП ќе биде отворен 24 часа и на секој 15 минути на неколку пунктови ќе настапуваат дуа, трија, квартети, квинтети, а влезот за публиката ќе биде бесплатен. Од настаните која одбележаа изминатава недела, го издвојуваме и доделувањето на наградата Роман на годината. Оваа титула оваа година и припадна на младата писателка Фросина Пармаковска за романот Одбројување. Младата писателка Фросина Пармаковска денеска ја доби наградата Роман на годината за незиното трето литературно остварување Одбројување. Како што истакна Давор Стојановски, председател на жири комисијата и минатогодишен добитник на оваа награда, романот Одбројување представува ненаметливо раскажана потресна семејна драма од современото скопско секојдневие. Романот Одбројување представува ненаметливо раскажана потресна семена драма од современото скопско секојдневие. Приказната е структурирана во 3 дела, каде што низ постојани флешбекови на внатрешен монолог, неименуваната нараторка, која е и централен протагонист во делото, ни е открива незавидната положба. Заглавена со својот бесправедно љубоморен параноичен маж со очигледно душевно нарушување кое никој од блиското семејство не сака да го прифати или препознае. Од една страна, нараторката останува да се грижи за сопругот и се обидува да го сочува остатокот од нивната младечка и искрена љубов, која полека ја снемува, а од друга страна мора да преземе исчекор во поглед на неговата неминовна пропаст и психофизичка тортура врз неа. За добитничката на наградата, ова е одлична можност младите автори да го покажат талентот и да го најдат патот до успехот. Пармаковска се заблагодари на жири комисијата која му ја даде довербата на Одбројување да ја носи оваа награда и искажа надеж дека и читателите во романот ќе го најдат она што го нашло жирито. Сакам да ја поздравам прво иницијативата на Фондацијата Славко Јаневски за продолжување на традицијата Роман на годината. Во мое лично име, во име на сите писатели, би можела да кажам и на пошироката јавност, ни причинуваше голема радост кога ја дознавме веста за спасувањето на оваа награда. Сакам да се заблагодарам на жири комисијата што му ја даде довербата на Одбројување да ја носи оваа награда и се надевам дека и читателите ќе го најдат она што го нашла жири комисијата. Романот Одбројување го објави издавачката куќа Или, а генерален покровител на наградата е Комерцијална банка АД. Таа се состои од статуетка, плакета и паричен износ од 150.000 динари. Врачувањето на наградата ќе биде на почетокот на април. Одбројување е трет роман на Пармаковска, која дипломирала на катедрата за општа и компаративна книжевност, а магистрирала на културолошките студии при Институтот за македонска литература. Таа е авторка и на романите, пишувајќи ги Изгубените топки и Вишнова хроника. Незиниот роман беше избран меѓу 27 пристигнати на 19-тиот конкурс за роман на годината, а финалисти на наградата беа и романите Апокалипса.мк на Бранко Прлја, издание на Готен, и Дисомнии на Игор Станојовски, издание на Антолог. Се уште сме на истата тема. Разговараме со писателката која оваа година ја доби наградата за најдобар роман. Од неа дознаваме за мотивите, инспирацијата и желбата да се напише роман кој ќе ја донесе долго посакуваната награда. Фросина Пармаковска е овогодишната добитничка на наградата Роман на годината. Токму по тој повод денеска разговараме лично со неа, која што ќе ни раскаже за незините почетоци во литературното творештво, за незините мотиви, за инспирацијата која што ја водела кога ја пишувала оваа наградена книга. Здраво, Фросина, и честитки за наградата. Здраво, фала ви. Може ли на самиот почеток да ни кажеш Одбројување е романот кој што ја доби наградата за роман на годината? Еве, околу самиот наслов, што е тоа што се одбројува? Па, сите нешто одбројуваме, конкретно во романот е поврзано со една, така да речеме, животна ситуација на главниот женски лик, кој што буквално ги одбројува секундите до еден нејзин значаен чин, но метафорично одбројува сушност наназад.
во животот и незините животни искуства, што довеле до таму каде што се наоѓа на оваа точка, што не би опишувала нешто повеќе да не го расипам за оние што ќе го читаат. Така, може ли да ни кажеш што те мотивираше да го напишеш овој роман? Овој, како и претходниот, идејата се појави првенствено со ликот. Кај мене некако пообратен редослед оди тоа. Значи се појавува некој лик со неколку атрибути од прилика. Ете, да не го опишувам сега, за да не им откриам на читателите. Низ тие атрибути има многу малку приказна на самиот почеток, додека е се уште идеја, понатаму самиот лик се бара. Јас додека го пишувам романот и се оформува приказната, така беше и со одбројување. Така, беше ли потребно многу време за да се направи во целина овој роман? Вкупно со се оние нацрти, со се така размислување, гледање во точка што јас ги сметам за дел од пишувањето, година и нешто, и неколку месеци. Така, беше наменски правен за да конкурирате на овој конкурс или не. Подоцна се решивте да конкурирате? Не, конкурсот доаѓа после објавувањето. Тоа е некоја процедура што сите кои што напишале романи ги испраќаат. Не, воопшто кога пишувам се насочувам на самиот текст и тоа е тоа. Така, ова не е ваше прво дело и при тоа имате исто така творено. Може ли да ни кажете што се имате создадено до сега? Вака, јас почнав со раскази. Пред, веќе можам да речам многу години. Излегуваат тие во некои наши книжевни списанија и некако уште тогаш ми фалеа страници, ми требаа повеќе страници, па беа тие долги раскази. Од тие долги раскази се премина на нешто што може да одеше на кај новела, па така излезе и првиот краток роман, пишувајќи ги Изгубените топки. Па понатаму како уште страници да ми фалеа, конечно кога го напишав Вишнова хроника се најдов, почувствував дека сум се нашла таму каде што треба да бидам и романот уште барем сега за сега ми мој личен предизвик. Така, дали е тешко да се биде писател во Македонија од аспект на твориштвото, меѓутоа и од аспект на заработувањето? Од тој аспект е тешко за сите писатели, меѓутоа нели задоволството што го дава пишувањето е немерливо, така што кога повторно би бирала би го направила истиот избор. Така, дали купуваат, дали читаат македонски автори, македонските читатели? Многу сум јас пријатно изненадена што во последниве години се свртеа македонските читатели кон македонска литература и тоа мене лично многу ме радува. Гледам дека се чита и на саемите и вака, и на форуми, на интернет коментираат. Сам лесно е денес да се поврзете и со вашите читатели, така што гледам дека се интересираат и тоа многу ме радува. Така, каде може да ја најдат читателите оваа книга? Може да ја најдат во Или, тоа е мојот издавач, мислам дека има и во сите други поопремени книжарници. Јас ви благодарам за разговорот и секако ви посакувам среќа во понатамошното творештво. Фала ти, Тева. Тука го заокружуваме и ова издание на Неделна хроника. Подготвени од утре ве чекаат нови работни предизвици. Довидување.